Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. На списокот кој го објави Државната изборна комисија, 39.502 имиња на лица се најдоа на списокот непостоечки или фантомски гласачи. Покрај звучни имиња на личности од јавниот и политичкиот живот, најчести спорни гласачи се обични граѓани. Куманово е дел од општините во кои има доста голем број на фантомски гласачи, кои, како што велат, и покрај долгогодишното живење на иста адреса и гласање на исто избирачко место, повторно се нашле на списокот спорни гласачи. Рокот на пријавување спорни гласачи е до 19 август. До 19 август е рокот за пријавување на спорни избирачки лица кои се најдоа на списокот на ДИК ко фантомски. Истиот содржи 32.502 имиња на лица кои по административните и теренските проверки на тимовите на избирачката комисија се означени како спорни и доколку не се пријават и не приложат соодветна документација до ДИК, ќе бидат избришани од избирачкиот список. Весна Серафимовска изненадена што се најде на овој список и е фантомски гласач со оглед на фактот што живее на иста адреса од 1987 година и гласа на исто избирачко место. Излезе дека сме фантоми гласачи, значи нема, избришани сме, иако на оваа адреса на која што сега живееме, 11 октомври 66, сме од 87 година. И до сега, на сите избори што се спроведени, сме гласале на избирачко место 999, и не се случило да нема. Со самото бришење од списоци на гласачи ми гоускратуваат правото на секој човек за глас и мислам дека треба некој да има одговорност на тоа, затоа што на секој човек и на секој граѓанин на Република Македонија има право на глас и да си го даде за кого мисли дека ќе ги исполни очекувањата. Ивана Јекимовска по втор пат се најде на списокот фантомски гласачи и покрај тоа што ја поминала првичната теренска проверка и навреме ги ажурирала промените на адресата на живење и презимето. И покрај тоа што ми има и на избирачкиот список со валидни податоци, сепак се најдов по втор пат на изборот на списокот за фантомски гласачи. На местото во кое што живеете колку време и дали до сега сте имале проблеми со да го остварите вашето право на глас? До сега немав никакви проблеми. Значи се беше во ред во сите избирачки спискови, редовно го остварував своето право на глас. На моменталната адреса живеам скоро една година, но ажурно ги променив своите податоци и во избирачкиот список веќе сум внесена со новите податоци, ново избирачко место, но сепак не знам како повторно се најдов на списокот со фантоми. На кој избирачко место гласате? Илијада 39, кај детската градинка во населбо Тодемендол. Јекимовска и Серафимовска ќе се пријават во ДИК и се надеваат дека ќе го искористат правото на глас. Пријавувањето се врши лично со лична карта или пасош во подрачните канцеларии на ДИК секој ден од 8:30 до 19 часот или преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Рокот за пријавување е до 19 август, пошто ДИК ќе има уште 10 дена да направи дополнителни контроли. За најдобра гранична царинска испостава избрана е царинската испостава Табановце автопат одсек за патнички промет. Во избор за најуспешна царинска испостава, Кумановската царинска испостава е трето рангирана. Пред неколку дена Кумановската царина заплени златен накет во вредност од 1.000.000 денари. За најдобра гранична царинска испостава избрана е царинската испостава Табановце автопат, одсек за патнички промет. Изборот за најуспешна гранична испостава е извршен врз основа на критериумите: број на обработени царински декларации, откриени прекршочни и кривични дела, откриени случаи за нелегално пренесување опојни дроги и психотропни супстанции, прекурсори, опасни материи, девизи и пари. Врз основа на Законот за царинска управа и упатството за мерење на успешноста на стоковите и граничните царински испостави, директорот на царинската управа секои 6 месеци донесува одлука за избор на најдобри цариници и најдобра гранична и внатрешна царинска испостава.
Второ и трето рангирана внатрешна царинска испостава е царинската испостава Гевгелија и испоставата Куманово. Критериумите за избор на најуспешна внатрешна испостава се број на обработени царински декларации, наплатени давачки по основна царина, ДДВ, акцизи и надоместоци, утврдени неправилности по извршени контроли, откриени прекршочни и кривични дела поврзани со нафтени деривати, опојни дроги, психотропни супстанции, прекурсори и опасни материи. На 23 јули 2016 за излез од Република Македонија на граничниот премин Табановце се пријави патничко моторно возило со швајцарски регистарски ознаки, управувано од српски државјанин. При преглед на возилото во багажниот простор од возилото во мала шарена кесичка за накит и тоалетен несесер, сместени во црно пластично кесе, во просторот наменет за чување на помошен прибор, пронајден е златен накит, женски алки, прстени, гердани и брошови со тежина од 440 грама и 8 употребувани рачни часовници. На ваков начин пријавениот се обидел да пренесе стока без да ја пријави во вредност од околу 1 милион денари. Против сторителот Царинската управа поднесе кривична пријава до надлежното јавно обвинителство, а судија на претходна постапка му изрече мерка предпазливост од земање на патната исправа. Сликата за Куманово како занаетчиски град секојдневно се губи. Некогашните улици на кои се наоѓаа многу ковачки, кожарски дуќани, војаџиските или марските работилници, денеска сведочат за времето кога граѓаните на Куманово живееа од старите занаети. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување повторно ќе ги враќа изумрените и заборавените занаети, како лимари, ковачи, стаклари и органџи, преку мерката за вработување на лица заинтересирани за изучување токму на занаетите. Огласот е отворен за сите невработени лица до крајот на месецот. До крајот на месецот е продолжен рокот за вработување преку мерката за враќање на стари и подзаборавени занаети. Ако Куманово гласеше за занаетчиски град, денеска многу дуќани се во распаѓање и затворени. Владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување со оваа мерка ќе се обиде повторно да ги заживее сите занаетчиски работилници и дуќани. Од Центарот за вработување од Куманово ги повикаа сите заинтересирани лица кои сакаат да изучуваат некој занает да се пријават на огласот кој веќе тече. Ги повикувам сите невработени лица кои можат да се најдат во овој тип на занает, тоа се стаклари, лимари, јорганџи, бравари, нека повелат во Агенцијата за вработување. Воедно апел и до занаетчиите кои се бават со овие дејности да повелат во Агенцијата за вработување да ја спроведат оваа одлука. Според Тренчевски, технологијата и новото време си го направиле своето и затоа денеска има се помалку пред се млади лица за кои изучувањето занает е атрактивно. Тој смета дека токму со оваа мерка ќе се направи чекор напред да заживеат занаетите. Новите времења, новата технологија даде свој допринос за маргинализирање на овие стари занаети. Само за пример ќе кажам јорганџиите. Сега имаме увоз, имаме конкуренција зголемена, имаме потиснување на цените на пазарот на трудот. Според податоците на Занаетчиската комора на североисточниот регион, кој е освен Куманово, ги опфаќа и општините Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Липково и Старо Нагоричане, регистрирани се на 330 занаетчии кои се занимаваат со еден од 37 занаети. Стопанска комора на Северозападна Македонија и фондацијата Албис учествуваа на средбата со бизнис секторот и локалните невладени организации во Куманово. Одржаната средба има за цел да оствари соработка со бизнис секторот преку финансиска одржливост на невладиниот сектор. Во рамки на проектот Финансиска одржливост на невладиниот сектор преку соработка со бизнис заедницата, Стопанска комора на Северозападна Македонија и фондацијата Албис остварија прва средба со бизнис секторот и локалните невладени организации од Куманово. Идејата на проектот е да се воспостави комуникација помеѓу невладиниот сектор и бизнис заедницата, бидејќи порано не постоела таква комуникација или е на многу ниско ниво, за разлика во другите земји каде таа е многу развиена. Идејата е за партнерство и каде може да се најде тој линк меѓу невладините организации и бизнес сектор, затоа што во другите земји таа констелација е многу доста развиена за разлика од дека во Македонија
И сега, иако постои закон за соработка на бизнес сектор со невладините организации, но многу е мал. Идејата е тоа да се продлабочи, да се развие и да се види што и како може да се најде бизнес сектор и невладините организации. Со оглед на тоа да порано комуникацијата помеѓу невладиниот сектор и бизнес заедницата се реализирала преку директна непосредна комуникација на одредени невладини со бизнес заедница, сега со овој проект имаме институционална рамка преку фондацијата Албис, преку која парите на членството имаат подобар социјален компакт, вели Дриљана Сени, оперативен менеджер од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Денеска сме тука во Куманово да обезбедиме непосреден контакт на невладениот сектор со нашето членство, која секогаш во секој време била подготвена да подржи проекти за општо добро, и затоа ние преку фондацијата Албис се обидуваме да воведеме институционална рамка, односно механизам како тие пари, односно како нивните средства на невладениот сектор да имаат подобар, односно појак социјален импакт. Од фондацијата Албис посочија дека преку ваквите средби може да се види каква е моменталната ситуација на соработка меѓу овие два сектора, да се потикне истата, да се дадат потребните инструкции за понатамошниот развој и потребните препораки за развој на соработката и донациите за реализирање на проектите и активностите на невладиниот сектор. Значи, ние како фондација Албис сме организација која скоро 100% функционираме од страна на бизнес секторот, значи средства земени од бизнес секторот, така што нашите вредности и нашите начин на работа сакаме да го пренесеме и во другите организации на начин за да организациите имат поголема финансиска стабилност, меѓутоа и компаниите развиваат општествена одговорност и филантропија. Проектот е веќе 18 месеци во тек и е финансиран од Европската унија, Стопанската комора од Северозападна Македонија и фондацијата Албис. Националниот ромски центар на денешната пресконференција потсети на Интернационалниот ден на сеќавање на жртвите од 1944 година од Холокаустот на ромите, кој се одбележува на 2 август. Елезовски истакна дека ромите од балканските земји не добиле обештетување како што тоа е случај со ромите во останатите држави. Овој ден се одбележува насекаде во Европа во знак на сеќавање на над 3000 убиени роми ноќта помеѓу 2 и 3 август во концентрациониот логор во Аушвиц. Подсетуваат дека за време на Втората светска војна ромите биле убивани во гасни комори во повеќе концентрациони логори, а во некои места не бил оставан ниту еден жив ром. Овој ден, нагласуваат од НРЦ, се одбележува во целиот свет по иницијатива на Европскиот форум на ромите. На пресконференцијата Елезовски истакна дека ромите од балканските земји не добиле обештетувања, како што тоа е случај со ромите во останатите држави. Она што им следува на ромите и она ромите што треба да го имаат, не дека тоа го заслужуваат, туку тоа е обврска според подписот на првите луѓе на Сојузна република Германија кои го ставија својот подпис и го признаа геноцидот и се надевам дека ова ќе допре до луѓето кои ги водат тие фондови. Елезовски преку медиумите побара и соработка со еврејската заедница во Македонија во заедничко одбележување на овој ден. По Македонија ние се обидуваме неколку години да стапиме во контакт со еврејската заедница, како и да имаме можност во така наречен најголем музеј на жртвите на Холокаустот во Скопје, значи да организираме еден настан каде ќе презентираме се како и на кој начин ромите беа жртви, меѓутоа не добивме повратен одговор, од која причина не знам, иако овој ден се одбележува и во Страсбург, се одбележува и во Брисел, се одбележува и во Аушвиц. Порача дека овој ден треба да послужи како иницијатива, подкрепа за понатамошно меѓусебно почитување, толеранција, соработка и обезбедување на средства од фондовите, каде државите ќе се заложат да ги побараат тие средства, не само за ромите, туку и градовите и заедниците каде што тие живеат.
Во градскиот музеј во Крива Паланка беше промовиран романот Единствена љубена од авторот Ване Лозановски. Присутните имаа можност да се запознаат со писателот и да слушнат повеќе видувања за љубовно-психолошкиот и родолюбив роман од авторот, кој е и претседател на Сдруженијето за издавачка дејност љубители на македонската литература, култура и наука Свети Висарион. Во рамки на Кривопаланечко културно лето во просториите на градскиот музеј беше одржана промоција на љубовно-психолошкиот и родолюбив роман Единствена љубена од авторот Ване Лозановски од Емир Хисар. Низ содржината на првото романско остварување на Лозановски се проткајува љубовта во три облици: кон љубената, кон блиските и кон татковината. Што имам таа можност да ги поздравам сите љубители на литература, култура и наука и оние кои има желба за читање на книги и што сме гости денеска во убавото градче Крива Паланка, кои што го красат големи и возвишени спомени во поглед на литературата и културата. Ако далеко сме физички оддалечени Крива Паланка и Емир Хисар, но духовно низ вековите сме биле сплотени и сме биле единствени, затоа викам дека љубените најдуваат можност и својата инина да гледат во Македонија. И можам да нагласам дека психолошки роман и доста може да даде доближување до младата генерација како треба да се снајдува и да се пробива во животниот тек и животот. Промоцијата во Крива Паланка е на иницијатива на младата Кристина Илиевска, која беше и промотор на делото. Среќна сум што имаме заинтересирани кривопаланчани кои што дојдоа тука, кои што присуствуваа на промоцијата на романот и кои што се надевам ја доловија вистинската цел на романот, а тоа е дека треба да се бориме за она што вреди да го имаме. Според мене треба да се бориме за вистинската љубов само ако сме сигурни дека вреди да ја имаме. Промоцијата е дел од богатата културна понуда која локалната самоуправа на Крива Паланка заедно со Центарот за култура и градскиот музеј ја нудат и ова лето. Вечер и овие активности се дел од Кривопаланечкото културно лето, иако е малку вон програмски ова што денеска го правиме, меѓутоа јас како што кажав во најавата ја поддржав иницијативата на Кристина за промоција на романот на господинот Вангелко Лозановски во Крива Паланка, заради тоа што Кристина беше инспирирана од романот, беше инспирирана од авторот и сакаше да го сподели со Кривопаланечката јавност сето тоа. Градскиот музеј како установа задолжена да ги промовира овие идеи на младите луѓе излезе во пресрет и денеска сме сведоци за промоцијата на овој роман. Професорот Лозановски е претседател на Сдруженијето за издавачка дејност, љубители на македонската литература, култура и наука Свети Висарион, активен член на Македонското научно друштво Битола и на Друштвото на писатели на Македонија. Заврши изградбата на гасоводот од Клечовце до блок станица 5 Штип, која се наоѓа меѓу селата Драгоево и Селце, инвестиција вредна $75 милиони. На свеченото одбележување на завршувањето на овој голем проект присуствува премиерот Емил Димитриев, претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како и голем број представници од Русија. Заврши изградбата на гасоводот од Клечовце до блок станица 5 Штип, која се наоѓа помеѓу селата Драгоево и Селце, инвестиција вредна $75 милиони. На свеченото одбележување на завршувањето на овој голем проект присуствуваа премиерот Емил Димитриев, претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, Костадин Берсењев од амбасадата на Русија, вршител на должност на работа за Русија во Република Македонија, Михаил Хријаков, генерален директор на Строј Трансгаз од Москва и Крстен Миладинов, генерален директор на МЕР АД Скопје. Премиерот Димитриев истакна дека успешно заврши првата фаза од гасоводот, успешно е завршена изградбата на првиот крак Клечовце Штип. Она што е уште позначено со изградбата на оваа делница се овозможува забрзано ширење на целата гасоводна мрежа низ сите поголеми места низ државата. Следниот крак од гасоводот кој ќе почне да се гради веќе следниот месец е крак Штип Неготино Кавадарци. Паралелно со трасата Штип Неготино Кавадарци во септември годинава планирано е да отпочнат да се градат уште два крака од гасоводот и тоа траса Кавадарци Неготино Прилеп Битола и траса Скопје Тетово Гостивар, рече Димитриев.
Тој истакна дека по изградбата на овие траси од гасоводната мрежа ќе следи изградба на трасите Штип-Радовиш Струмица Гевгелија, со што Македонија ќе ја поврзе со Грција, трасата од Струмица преку Новосело до границата, а со оваа траса Македонија ќе се поврзе со Бугарија. Трасата Гостивар Кичево Струга до Ќафасан, со оваа траса Македонија се поврзува со Албанија. Севкупно, во период од 4 години ќе се изградат нови 204 километри од македонскиот гасовод со вкупна инвестиција од преку 150 милиони евра, рече Димитриев. Посочи дека изградбата на гасоводната мрежа за земјава е од големо значење за економијата, компаниите, конкурентноста на домашното производство и подобрување на условите за водење бизнис во Македонија. Вршителот на работите за Русија во Македонија од Руската амбасада Берсенјев истакна дека изградбата на првиот крак од магистралниот гасовод е голем проект на руско-македонската соработка, бидејќи овој крак кој чини 75 милиони долари, од нив 60 милиони долари се средства за регулирање на клириншкиот долг кој што Русија го наследи од поранешниот Советски сојуз, а 15 милиони долари се средства од буџетот на владата на Република Македонија. Тој додаде дека ова ќе биде и цврст темел за реализирање нови заеднички руско-македонски проекти во областа на енергетиката. Во своето обраќање генералниот директор на МЕР АД Скопје Крсте Миладинов оцени дека изградбата на македонскиот гасовод и 6 блок станици представува еден од најголемите проекти кои што ги реализираше земјава. Михаел Хракјов рече дека соработката на фирмата Строј Трансгаз со македонските колеги е едно големо искуство и пријателство. Изградбата на оваа делница е дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Македонија, еден од најзначајните национални проекти. Хилари Клинтон ја прифати официјално номинацијата на Демократската партија за претседателските избори во САД на 8 ноември, со што стана првата жена кандидат за претседателската функција во американската политичка историја. Преглед на вестите од светот за денеска. Ја прифаќам номинацијата за претседателската функција на САД со смиреност, решителност и безгранична доверба во иднината на Америка, изјави поранешната прва дама и поранешната државна секретарка. Клинтон изјави дека се сретнала со многу луѓе кои мотивирале да се бори за промени, вклучувајќи болни деца и луѓе кои ги преживееле нападите на 11 септември 2001 година. Демократите не направија доволно за да им покажат на семејствата кои работат дека ги разбираат, ништо поминуваат, нагласи Клинтон и додаде дека се согласува со семејствата и го споделува нивното мислење дека економијата не функционира. Јапонскиот министер за надворешни работи Фумио Кишида објави дека неговата земја ќе одвои 120 милиони долари со цел да помогне во напорите за борба против тероризмот во Африка. Тој вчера во Советот за безбедност на Обединетите нации изјави дека средствата ќе се употребат за поефикасно собирање на информации и податоци во Африка, за подобрување на граничната контрола преку најсовремени технологии, како и за подобра примена на казнени мерки против злосторствата. Дел од парите ќе бидат наменети за развој на хуманитарните ресурси, за обука на околу 30.000 лица во периодот меѓу 2016 и 2018 година. Шефот на јапонската дипломатија не потврдил за каква обука станува збор. Советот за безбедност на Обединетите нации синоќа не ја усвои украинската декларација со која се осудува указот на рускиот претседател Владимир Путин за вклучување на Крим во Јужниот федерален округ на Русија. Русија како постојана членка на Советот вчера стави вето на текстот предложен од Киев, соопштија дипломатски извори. Во предлог декларацијата било потврдено целосното почитување на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Украина, а изразена и длабока загриженост на Советот на безбедност на Обединетите нации од указот на Путин. Документот освен тоа подсетува и дека Генералното собрание на Обединетите нации во 2014 година ја осудило анексијата на Крим од страна на Москва. Кремљ соопшти дека Путин со указ го вклучил Крим во Јужниот федерален округ на Русија. Според украинскиот представник во Обединетите нации Володимир Елченко, одлуката на рускиот претседател за укинување на досегашниот Кримски федерален округ е ништовна. Иако до почетокот на првенството остануваат уште 2 месеца, футсал екипата на Биџо се наоѓа на крстопат, дали ќе успее да ги обезбеди неопходните финансиски средства за настапите во прволигашката елита. Голема неизвестност владее во тимот на Биџо во пресет на прволигашкиот караван. По експресното враќање во елитата се очекуваше конечно работите да тргнат во вистински правец.
меѓутоа финансиските проблеми повторно се закануваат на екипата. Како што не информира од клубот, тие истакнаа дека состојбата станува се потешка и доколку не се најде начин да се помогне, постои опасност екипата да ја не пуштат поголема група на фудбалери. Токму поради тие причини, очекуваат од градските власти дека ќе имаат доблест и ќе изнедат начин да одвојат финансиски средства за екипата за да може да се напреварува во несилното футсал друштво. Во спротивно, ќе бидат принудени да се откажат од настапите, што би било голема штета со оглед на фактот што Биџо има одличен потенцијал за успеси. Сепак и покрај проблемите, прозивката на екипата е закажана за 15 август и ќе се тренира во Куманово, а првенството би требало да започне кон крајот на септември. Да се надеваме дека Биџо ќе успее да ги обезбеди неопходните финансиски средства, но затоа сега на потек е градоначалникот и советот на општина Куманово. Бојан Трајковски ќе настапува во кошаркарскиот клуб Куманово наредната сезона. Со дел од најдобрите во ростерот, предводникот на клубот Маријан Србиновски ќе тргне во поход по шампионскиот наслов во првенството. Бојан Трајковски наредната сезона ќе го носи дресот на Куманово, откако потпиша нов едногодишен договор со раководството на актуелниот вице-шампион. Крилниот центар лани на половина сезона дојде во таборот на кумановци и веднаш се промовираше во еден од лидерите на екипата. Па јасно е зошто при планирањето на тимот за новата сезона, токму неговото останување беше наведено како еден од приоритетите за раководството на клубот. Се очекува да биде официјализиран и договорот со тренерот Маријан Србиновски, пошто би требало да се финишираат и преговорите за нови договори со уште тројца македонски кошаркари – Караџовски, Костовски и Јаневски. Во однос на составувањето на ростерот за наредната сезона, поразговаравме со Зоран Дамјановски, градоначалник на општина Куманово, првиот спонзор на клубот. Тој клуб во моментот има и преголеми амбиции во однос на финансиски можности. Ќе се обидеме да ги адаптираме финансиските можности со желбите на раководството и можните трансферни играчи. Се јавија некои нови донатори, луѓе кумановци кои се заинтересирани да го поддржат овој спорт и мислам дека ќе најдеме некоја средина. Во секој случај ќе биде малку мал фондот, буџетот на овој клуб за наредната година. Тоа индиректно ќе значи можеби не толку драстично, ќе се одрази и на фондот на играчите. Меѓутоа, цврсто сум убеден дека со силна наша желба и поддршка ќе бидеме поново една од главните екипи во нашето првенство. За сега од управата не добивме одговор дали ќе има нови имиња во клубот оваа сезона, но преговорите за оформување на новиот тим ќе продолжат во следниот период. Куманово претходната сезона ја одбрани вице-шампионската позиција во македонското првенство, а настапи во Еврокупот. Продолжуваме со вестите од меѓународен спорт. Кошаркарите на Фенербахче за следната сезона одново ќе имаат силна екипа која ќе се обиде да ја освои европската титула. Европскиот вице-шампион Фенербахче се засели со двајца познати кошаркари. Во екипата на Желјко Обрадовиќ пристигна 26-годишниот Джеймс Нунали, кој минатата сезона беше MVP на италијанското првенство во екипата на Авелино, со просек од 18 поени, 4 скокови и 2 асистенции по напревар. Второто засилување е Ахмет Дивероглу, кој пристигна од градскиот ривал Ефес, а потпише 3-годишен договор. Тој мината сезона во дресот на Ефес одигра 10 напревари во Евролигата. Претходно нови договори за турскиот шампион потпиша Богдановиќ, нашиот Перо Антич, Датоме Јудо, што кажува дека следната сезона Фенербахче ќе има уште посилна екипа која ќе атакува на толку посакуваната европска титула. Каталонскиот тим соопшти дека го продолжи договорот со столбот на одбраната Маскерандо до 2019 година. Оваа информација ја потврди спортскиот директор Алберт Солер, кој не го криеше задоволството од завршената работа. Постигнавме договор и тој ќе го носи дресот на нашиот клуб уште 3 години, изјавил Солер. Маскерана во Барселона пристигна во 2010 година од Ливерпул и од тогаш одигра вкупно 282 напревари и освои 16 титули. Джеймс Алисон повеќе не е технички директор на Ферари, соопшти од тимот со образложение дека се работи за заеднички договор помеѓу двете страни. Алисон во Ферари се наоѓа од 2013 година, кога беше ангажиран во склоп на тимот.
Првиот болид беше конструиран под негово водство во 2015 година, кога Ферари имаше победи на направарите. Меѓутоа, напредокот не се случи оваа година, во која Ферари има многу лоши резултати, односно нема ниту една победа. Поради тие причини направени се промени, а на негово место е ангажиран Матија Биното, кој ќе има задача да го врати Ферари на патеките на успесите. Времето во Македонија сончево со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има локална појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. УВ индексот ќе изнесува 8. Со информацијата за временската прогноза се одјавуваме. Останете со К3 телевизија. Довидување.